Dobar den, dragi učenici, dobrodojdovte во je učilnica na časot po makedonski jazik za zajednicite. Ja sam profesor Mladenovska Žaklina, profesor vo Srednjото opštinsko učilište Ismet Jašari, Lipkovo. Na ovoj časki zboruvаме za gramatička struktura na rečenicata. Celite na časotni se da naučime koji se členovite na jedne rečenica i kako gi imenuvame. Potreben materijal za ovoj čas je učebnik, tetratka i penkalo. Najnapred da povtorime od prethodni od čas što je sintaksa, koji se sintaksički jedinici, što je sintagma, koja rečenica je prosta, a koja složena. Da odgovorime. Sintaksa je del od naukata za jazikot, što se zanimava so možnostите na zborovite da se pobrazuvat među sebe i da sozdavat poголеми jazični celosti. Sintaksičke jedinici se sintagma, prosta rečenica i složena rečenica. Sintagma je nepriroška jedinica, čiji glaven del je imenkata ili nekoj drug imenski zbor, na primer našite dobri luge. Prostata rečenica ima samo jedan prirok, na primer Maja peje, a složenata rečenica ima najmalku dva priroka, Maja peje, ama nikoj ne ja sluša. Otkako povtorivme, da premineme na sodržinite za ovoj čas. Sekoja rečenica ima svoja gramatička struktura, što znači deka sekoja rečenica je sostavena od členovi. Členovite na rečenicata i delime na glavni členovi, neophodni členovi i vtorostepeni členovi. Glavni členovi na rečenicata se podmet i prirok. Neophodni členovi se predmet i priloški opredelbi, a vtorostepeni rečenici členovi vo rečenicata se atribut i apozicija. Osnoven člen na sekoja rečenica je prirokot. To je lično glagolskata forma. Bez prirok nema rečenica. No prirokot sam ne ja sočinува rečenicata, освен во некој ретки случај. Тој секогаш е поврзан со подметот. Подметот најчесто го покажува вршителот на дејството. На пример, Ана пее. Во оваа реченица пее е прирок, Ана е подмет. Тој црта. Во оваа реченица прирокот е зборот црта, додека зборот тој е подмет. Подметот и прирокот се главни членови на реченицата. Освен подмет и прирок, во реченицата можат да се јават и други членови, кои ги викаме неопходни реченични членови. Тоа се предметот и прилошките определби. Предметот може да биде директен, индиректен и предлошки. На пример, Ана пее песна. Што пее Ана? Песна. Директен предмет. Ана му пее на наставникот. Кому му пее Ана? На наставникот. Индиректен предмет. Прилошките определби пак даваат одговори на прашањата. Каде, кога, колку, како и слично се одвивало глаголското дејство. На пример, Ана пее во дворот. Каде пее Ана? Во дворот. Во дворот представува прилошка определба за место. Ана пее рано наутро. Кога пее Ана? Рано наутро.
Rano nautro представува прилошка определба за време. Покрај главните и неопходните реченични членови, во една реченица можат да се јават и така наречени второстепени членови. Тие се атрибут и апозиција. Без овие членови, реченицата може да опстојува и тие не влијаат на нејзината структура. Примери за атрибут. Убавата Ана пее. Убавата е атрибут во реченицата. Ана пее весела песна. Атрибут во оваа реченица е весела. Примери за апозиција. Ана, мојата сестра, пее. Апозиција во оваа реченица е мојата сестра. Атрибутот и апозицијата не се неопходни и тие представуваат второстепени реченични членови. Значи, да заклучиме. Граматичката структура на реченицата вклучува главни членови, неопходни членови и второстепени членови. Главни членови се подмет и прирок, неопходни членови предмет и прилошките определби и второстепени членови атрибут и апозиција. За секој од овие членови подетално ќе се запознаете понатаму. На крајот, вежби за вас. Проширете ги речениците со други членови. Подолу ви се дадени реченици составени само од подмет и прирок. Вие проширете ги со други членови, дали неопходни или второстепени. Лисијата паѓаат, ученикот чита, Фикрет трча, дождот паѓа, звончето задзвони. Откако ќе ги проширите, именувајте го секој член од кој е составена реченицата. Например, лисијата паѓаат во есен. Лисијата подмет паѓаат прирок во есен, додаток за време или прилошка определба за време. Понатаму продолжете сами. Ви благодарам за вниманието.